Почитуван колега Џафери, почитувани колеги пратеници, имам два предлози за измена и дополнување на дневниот ред. Првиот е точката 40, предлогот на закон за изменување и дополнување на законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, од точка 40 да се премести како точка 2. Сметам дека е битна точка и би требало поскоро да се разговара за неа. И вториот предлог е предлог за изземање, за вадење, тргнување од дневниот ред на точката број 51. Тоа е точка контрола на опојни дроги и психотропни супстанции. Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции. Зошто ова го барам? Аргументите се следни. Оваа точка има конфликт на интереси со две лица кои што се официјални лица на владата, односно едното лице, Зоран Заев, веќе не е член на владата до вчерашен премиер, а второто лице се уште е член на владата, тоа е заменик министерот за економија, господинот Колемишевски. Во октомври минатата година, тука во собранието на пратенички прашања, му поставив прашање на господинот Заев, како тогашен премиер, што разговараа со светскиот преварант Биг Майк, кој што беше тука дојден во Македонија и не објави владата дека е дојден, дознавме преку Инстаграм на самиот овој светски преварант. Тогаш господинот Заев одговори дека точно е дека дел од неговата фамилија, цитирам дел од одговорот, е вклучена во бизнисот со марихуана, производство на марихуана за производство на течна масло од канабис. А медиумите, како што го споменувам тука весникот Фокус и други медиуми, пишуваа дека во овој бизнис со свој удел во одредена фирма е вклучен и заменик министерот за економија господинот Колемишевски. Затоа сметам дека со овој закон за опојни дроги и психотропни супстанции, каде што главната измена е да се дозволи извоз, продажба и трговија на сувиот цвет марихуана, што сметам дека е штетно и за општеството, но генерално поентата е дека има бизнис интереси самиот господин Зоран Заев, неговата потесна фамилија и самиот заменик министер за економија господинот Колемишевски. Ние како собрание не би требало да расправаме за закони кои што би произвеле материјална корист за членови на владата до вчерашни или сегашни, а уште помалку за закони кои што државата ќе ја направат одредено пристаниште за нелегална трговија со марихуана и со други дроги. Благодарам.